Почнуваме со емисијата, како што кажеме, Лилијана Поповска од Зелениот институт, сега поранешна пратеничка, исто така, добре дојавте во Студио 10. Добре најдов, благодарам за интересот. Господи Поповска, има еден измени на закон за урбано зеленило, тие се предадени во раце на пратеници од интерпарламентарната парламентарна група за заштита на природа и борба против загадување и климатски промени. Овие измени на закон се многу важни. Сега тие треба да поминат во собранието, се работи на тоа. Кажете ми, во што се состојат тие измени, што е нивната поента, што треба да се постигне? Законите на Законот за урбано зеленило треба да постигнат неколку работи. Прво, усогласување со останатите закони, пакет закони кои што го допираат урбанизмот од аспект на заштита на зеленилото. Тоа значи усогласување со Законот за урбанистичко планирање, кој што е донесен 2 години подоцна, ако е Законот за урбано зеленило донесен 2018 на почетокот, во јануари, Законот за урбанистичко планирање е донесен 2020, заедно и со правилникот. Понатаму усогласување со Законот за прекршоци, што е донесен 2019, една година, значи по Законот за урбано зеленило и со Законот за градење, вклучително со соодветните правилници. Зошто е ова важно? Ова е важно затоа што кога се носеа новиве закони, не целосно се транспонираа одредбите од Законот за урбано зеленило во другиве закони и повратно некои добри работи што се донесоа, да речеме, во Законот за прекршоци, не се внесоа понатаму во Законот за урбано зеленило. Што тоа значи поединечно? Има неускладеност во термините, прво, помеѓу термините за урбано зеленило кои што се употребуваат во Законот за урбано зеленило, во стариот закон, и во Законот за урбанистичко планирање, посебно во неговиот правилник, има сосем друга терминологија на термините. И на тој начин има и друга терминологија за урбанистичките планови. Исфрлени се регулацијски план или архитектонски проект и така натаму, има друга терминологија за планска документација и друга терминологија за зелената инфраструктура. На тој начин, кога вие носите една нова терминологија за зелената инфраструктура главно, тогаш тие проценти и услови за третман на зеленилото што ги имате во новата регулатива за урбанизам, практично не соодветствуваат со онаа што ја имате во Законот за урбано зеленило и нема соодветна заштита на урбаното зеленило. Не се третира соодветно урбаното зеленило. Не се имплементираат, практично остануваат заборавени, како закопани во Законот за урбано зеленило, а ваму не се префрлени целосно во новиот закон. Освен тоа, и во самиот правилник за урбанистичко планирање има одредена недоследност до крај на термините, па во член 77 и 166, да речеме, од правилникот, има дури и различни дефиниции на исти поими од урбаното зеленило. Ова покажува дека урбаното зеленило не се третира доволно сериозно од луѓето кои што ги прават законите. Едноставно тоа го сметаат како нешто помалку битно отколку процентна изграденост, катност и така натаму. Како нешто споредно. А може би како нужно зло. И нешто што апсолутно, а дури и кога ќе го стават, апсолутно, а и дури кога ќе го стават, па не го почитуваат. Така што значи оваа неускладеност е еден проблем. Понатаму, да завршам со неускладеноста, тука е и Законот за прекршоци со кој што се внесе можност дека за прашања кои што се однесуваат за здравието на граѓаните и за животната средина може да се оди со 3 пати поголеми казни, но тоа досега не се примени никаде. Имаше отпор одреден на времето кога сакавме да го примениме. И сега внесуваме многу сериозни казни за непочитување на одредбите од Законот за урбано зеленило, и тоа значи дека кога некој ќе прекрши, ќе го оштети зеленилото, треба да биде казнет. Ова посебно се однесува, има посебен еден пакет во еден од членовите за казнени одредби внесовме за казнување на одговорните луѓе во институциите кои што треба да спроведат некои клучни работи, стратешки работи за урбаното зеленило. Да речеме, досега ниедна општина
општина, нити раководител на било кое ниво во општина не е казнет зашто не се донесени стратешките документи за урбано зеленило, стратегија за развој на зеленилото што треба на 10 години да се носи и да биде поврзана со секој ГУП, или што не е донесен план 3 годишен или 5 годишен за урбано зеленило, за тоа како се применува тој план па да биде поврзан со ДУП-овите, нити зошто не е донесена годишна програма за зеленило, одлука за зеленило и така натаму. Или, например, зошто ниеден град во Македонија нема еден целосен издржан зелен катастар, попис на зеленилото, за да и тој да биде јавно достапен. Едно време во Скопје се успеа да се направи попис на зеленилото, зелен катастар, кој беше и транспарентно изложен на веб страната, потоа исчезна, па не се ажурираше. И сега го има во компјутерска форма некаде, меѓутоа не е формално изложен и не е ажуриран. Токму катастарот за зеленило мора да биде основа за урбанистичко планирање и нешто што е многу важно со новиот закон за урбано зеленило, со новите измени во законот, практично обезбедуваме поклопување на урбанистичката основа, геодетската основа, односно со зелениот катастар. И да се знае дека кога некој ќе планира урбанист, дека таму е предвидено толку зеленило со таков распоред и така натаму. Значи, ова е се го говорам во делот на ускладување и второ веќе влего во делот на почитување на одредбите за урбано зеленило. Затоа што ако институција е должна да ги донесе стратешките документи, ако е должна да изработи зелен катастар, тогаш значи дека не може при непочитување на законот да нема санкции. Освен тоа, еден од дефектите е што не се почитуваат професиите шумарски инженер и пејзажен архитект. Тоа значи, плановите за урбано зеленило досега ги прават главно архитекти, секоја чест на исклучоци, меѓутоа главно архитекти кои што не се специализирани за таа област и каде што најчесто кога ќе видите зеленило, вие гледате точки, шрафирани површини или нешто, а не специфична планска и проектна документација, зависно за кое ниво на документација се работи, каде што ќе ги изработи стручен човек, затоа што тој стручен човек знае каде колку дрвја и какви дрвја можат да се наседат, колкава површина треба, колкаво растојание треба, колкава ќе биде сенката, обемот на крошната и така натаму, и во кое време ќе се сади и така натаму. Значи, сето тоа е битно за да може да имаме зеленило. Што е поврзано со ова? Поврзано е тоа што овие професии, шумарски инженер, кои што се произведуваат нели на факултетот за шумарски науки и пејзажна архитектура и екоинженеринг. Шумарски инженери и пејзажни архитекти има и на некои други факултети, исто така пејзажни архитекти има и на земјоделски факултет и на универзитетот во Штип. Значи, овие инженери не се дел од струкова комора. Затоа дел од лобирањето беше, побаравме поддршка и добивме поддршка од Комората за овластени архитекти и овластени инженери дека се расположени да отворат нови одделенија во рамките на својата струкова комора за овие занимања, за да може да се издигне на едно повисоко ниво професијата, да бидат лиценцирани изведувачи на проектна документација за урбано зеленило. Добро, ние колку што знаме и според досегашните прописи, на пример во поглед на урбанистичкото градење, ајде да речеме, кај новите објекти, кај новите згради, треба 20% од зградата да има зеленило, така е пропишано. На градежна парцела. На градежна парцела. Но гледаме дека тоа некако се изврдува на разни начини, па тоа што ќе го видиме како зеленило воопшто не е зеленило или некако се решава и како што вие велите, потоа никој тоа не го санкционира, не го проверува или прашање дали го проверува тоа, не знам. Сега овие измени веројатно претпоставам дека една од работите е да го решат тоа, но дали што е со веќе постоечките објекти кои веќе се направени, завршени, каде што тоа е решено, како што е решено, дали тоа е веќе завршена работа, дали овие измени некако ќе влијаат врз тоа или не? Овие измени директно врз изградените објекти не може да влијаат како објекти, меѓутоа може да влијаат врз околината.
Затоа што она што се предвидува, ние внесуваме редица, серија една од стандарди за зеленило, кои што се применуваат во градови во светот и во европски градови особено, кои што водат сметка за неколку аспекти. Во сегашниот закон за урбано зеленило има два норматива кои со тешки маки на времето, како пратеничка, значи со колеги екологисти, со тешки маки 7 години се боревме за да се донесе тој закон за урбано зеленило, имаше страутен отпор. И значеја, првиот норматив дека мора да има најмалку 25 метри квадратни зеленило, вкупно зеленило на ниво на град и најмалку 20% зеленило на ниво на градежна парцела. Како што кажавте, тоа се изигрува максимално, се доделува, се одобруваа планови без соодветно зеленило, се одобруваа градежни дозволи, се издаваа без зеленило на парцела, на градежна парцела, или со 0, или со 10, или ќе напишат 20%, а потоа при изведбата ќе добиете 0%, и никој за тоа не одговара. Тоа се кривични дела. Тоа се прекршоци, поточно прекршоци, се извинувам, не кривични дела, прекршоци на законот кои што би требало да бидат санкционирани, но тоа не се правеше. И што е важно, не е доволно веќе во светот, отидено е понапред со стандардите за зеленило. Не е веќе доволно на ниво на град, вие еве и да постигнеме 25 метри квадратни зеленило на ниво на град. Тоа е зеленило што значи 25 метри квадратни на што? Зеленило по жител на град, се извинувам, да. Да. Тоа значи дека се зема паркот Газибаба, се зема делови од водно, се зема градскиот парк, други паркчиња и сето тоа собрано треба да биде 20 метри квадратни по жител. Но тоа се групирано зеленило во одредени зони на градот. Во останатите зони луѓето живеат пакувано во бетонска џунгла. Тоа значи живеат неквалитетно, нездраво. Суштината на здраво планирање на урбано зеленило е тоа да биде распоредено и да биде достапно за секој граѓанин, да нема дискриминација на граѓаните кој каде ќе живее, некој да има среќата да биде блиску до парк, а некој да биде среде бетонска џунгла. Затоа веќе пред извесен број децении веќе во светот се воведени и други стандарди. Колку метри имаш, на колку минути од домот имаш урбано зеленило и колкав обем на зеленило треба да имаш на одредено растојание од домот. Целта е, значи, да се вметне зеленило секаде во близината на домовите и тука креативно се работи секое ќоше. Затоа се вика има скверчиња зеленило, има мали паркчиња, па средни паркчиња, па голем, има цела градација на видови на паркови, па има зеленило покрај патна инфраструктура, па дрвореди во пешачка зона и така натаму, значи различни форми на зелена инфраструктура, само и само да има пристап до природата. А конкретно ќе ви одговорам што во случаи кога веќе избетонирале се, не испочитувале или се стари градби од времето пред да се донесе законот за урбано зеленило. Во такви ситуации, во стариот закон постоеше одредба, во такви ситуации треба да се направи компензација со жардинјери, со покриви, со вертикално зеленило. Но, што се правеше? Тоа значи само компензација, да се намали штетата. Но тоа не значи дека на таа градежна парцела или во близина на тие градежни парцели тоа зеленило во жардинјери и подзидови и на покрив, дека имаш право да го вброиш во 20%. Што се правеше во овие 5,5 години од носењето на законот за урбано зеленило? Се изигруваше интелигенцијата, да речам, на граѓаните, на тие урбанисти што тоа си го дозволувале и тие што го одобрувале по општините, пресметувале жардинјери под покрив, под одредена надстрешница, на покрив и на фасади ги вбројувале во урбано зеленило во 20%. Но тука е проблем, вие велите непочитување на закон, тука е проблем до институциите. До институциите, еден хаос баш и бозук на институциите,
totално игнорирање на законот за урбано зеленило и поврзано со урбаната мафија, слободно да кажам, мислам, недозволиво е, тоа се интелигентни, писмени луѓе, не може, ајде сега да земеме уште во Сакси и дома што го имаме, зеленилото, цвеќенцата и тие во една зграда и тие да ги пресметаме за да може да се добие вештачки 20% зеленило. Факт е дека со сегашната урбанизација никнуваа повеќе згради отколку дрвја, и тоа е повеќе од јасно, а сето ова се прави и измените кои се направени и порано на законот и процентите на урбано зеленило и сега што се прават за подобрување на здравјето на луѓето, се разбира, тоа е крајната цел, бидејќи гледаме дека Скопје според сите релевантни мерења е секогаш еден од најзагадените градови, еден од највалканите градови, за жал, бидејќи тука живееме, и не сме свесни колку тоа влие на многу социолошки процеси. Еве да речеме на агресија создава. Јас бев анксиозност, несреќа. Јас многу се изненадив кога зборував со едно семејство кој се иселило од Македонија и кој ми кажа: па видите, нас една од главните причини не беше чистиот воздух. И знаете, никогаш не размислувате така, дека некој би се иселил во друга земја поради чистиот воздух, но едноставно тие луѓе така размислуваат, тоа им е приоритет за нивните деца. Висока еколошка свест. Да, висока. И замислите, некој се иселил од земјава бидејќи воздухот не е чист. Значи последиците се навистина лоши, катастрофални, да не кажеме, а луѓето не размислуваат, не го ставаат тоа баш како приоритет, ми се чини. Генерално зборувам. Господин Рисвановиќ, има и една друга можност кога кажувате што да се прави во веќе изградени подрачја. Има решение, не само компензација во жардинјеричка или во нешто што е за намалување на штета, туку комплетна промена на амбиентот која што во одредени европски градови се прави веќе неколку декади. Конкретно ќе ја спомнам Виена со и улицата Марија Хилферштрасе. Најпрометната порана улица во Виена, од двете страни продавници, коли, фрчат, автобуси на сите страни, турбо животот. Загаденост до тука бидува, нула зеленило и така натаму. Пред поголем број, пред едно 20 години, ако не се лажам, почна комплетна реконструкција на просторот, би рекла. Се забрани сообраќајот на таа улица, се направи пешачка зона, се послаа цели алеи од жардинјери и огромни саксии, не саксиички, туку саксии со дрвја големи, значи, и се насадија во бетонот, се поставија паркови, дрвореди. И сега е тоа една прекрасна пешачка улица, со комплетно сменет квалитет на воздух, амбиент и така натаму. Ова е како примерот и еден од познатите случаи. Во Брисел, еве, исто така, појдете, најново што е, има урбани градини среде градот, среде центарот, поставени цели појаси на земја во посебни контейнери, значи земја со градини, грмушки, дрвја. Тие не можат никогаш да заменат нормална инфраструктура, оти треба дебел слој да имате земја за големи дрвја и така натаму. Меѓутоа, има начини креативни каде што може да се обезбеди допир со природата и кислород да може да дишат луѓето кои што таму живеат. Добро, како еве да речеме да се Но најпрвин треба онаму каде што има простора, се уште има во Скопје и во сите македонски градови доволно простор за градење, на секоја нова парцела мора да се испочитува процент на зеленило. И само да не заборавам, да не останеме должни пред гледачите, ние како предлагачи на законот не предлагаме на измените на законот, се извинувам, и дополните, не предлагаме да се остане на истите нормативи. Ги следиме европските трендови на зголемување на нормативите. Ова беа минимум нормативи од Светска здравствена организација препорачани пред години. Сега веќе има понови нормативи и ние ги следиме нив. И велиме, не само 25 метри квадратни по жител вкупно зеленило, туку предлагаме 25 метри квадратни по жител јавно зеленило, значи,
и 50 метри квадратни по жител севкупно зеленило во кое што влегуваат и зеленилото во дворови, во јавни објекти и приватни објекти. Значи, тоа е оној оптимален стандард, а има основа за ова и во правилникот за урбанистичко планирање се спомнува дека минимумот е 25 метри, а оптимумот тие зборуваат за вкупно зеленило минимум 25 метри, а оптимум 40 метри. Ние велиме, 50 кое што се смета како некој идеален стандард. И уште нешто, на ниво на градежна парцела не 20 задолжително посто зеленило, туку 30% зеленило, кое што ќе се почитува да биде. Освен тоа, воспоставуваме овие нормативи, ги пренесуваме на сите категории на наменско зеленило по се извинувам, намени, како се викаат во урбанизмот, зони на намена, значи онаму каде што има домување, колку приватно домување, колку проценти зеленило мора да има, каде што има стамбено домување, колку проценти, каде што има детска градинка, колку треба, каде што има школски двор, колку треба. Се тоа стандарди кои што во поранешна Југославија постоеле. И имавме ние затоа огромни дворови кои што сега се кратат па се издаваат на приватни субјекти и така натаму, но било предвидено дека не може ти да имаш школски двор без 50-60% зеленило на градежна парцела. И тоа било хумано, или за детска градинка со големи дворови каде што децата ќе има каде да трчаат и здраво. Каде што сега гледаме најчесто се паркираат автомобили, за жал. Така што значи ги внесуваме и овие проценти во тие наменски зони, и без тоа нема да има вистинска примена на зеленилото. Урбанистите некако нерадо сакаат да наоѓаат начини како може да се најде зеленилото. И уште нешто, има огромни површини неуредено зеленило на кое не му се знае собственикот и кое што има нерешени некои правно-имотни односи и само некој гледа да го лапне, да го поклопи и да го бетонира. Тоа зеленило треба да стане зеленило кое што е веќе дефинирано во плановите. Тоа е најчесто некакво државно земјиште, не е дефинирано така стои. Најчесто, а не за 1 евро или за не знам колку да се раздава вака и да се бетонира. Предпоставката е на граѓаните дека тие површини намерно не се средуваат. И правилно им е предпоставката. Така ги оставаат за некој да може да ги земе да ги гради. Добро, како да се реши проблемот со сечење на дрвјата? Бидејќи гледаме дека граѓаните најчесто се жалат дека ќе се разбудат сабале, ќе слушнат моторни пили и дека цела една алеја, еден цел дрворед, цела улица нема. Тоа го прават најчесто општините или градот Скопје и само ќе кажат дека тоа го направиле бидејќи дрвјата биле стари, дека биле исушени, дека имало опасност од паѓање, никакво друго образложение и толку. И за тоа имаме посебни мерки, практично се обидуваме да го зајакнеме функционирањето на законот. И затоа внесовме членови за транспарентност на секој дел од процесот на заштита на зеленилото и третман на зеленилото, било да е тоа грижа или обид за сечење или пресадување или било што. И транспарентно објавување на сите одлуки на општината или градот Скопје за сечење. Мора да бидат транспарентно објавени, не само на веб страница, туку и на локални табли, огласни и по домовите, за да може да знаат граѓаните, за да може да реагираат во одреден рок и за да мора да одговорат соодветните служби. Ова е нешто што беше незамисливо пред 6 години да се внесе, меѓутоа поголема борба за новиот закон за урбанистичко планирање во 2020 година, во соработка тогаш бев во парламентот, нели, во соработка со граѓанските организации со кои што еве и сега соработуваме, практично успеавме да внесеме задолжителна транспарентна процедура во третманот на урбанизмот, на урбанистичкото планирање и затоа сега тоа го пресликуваме во законот за урбано зеленило. Добро, како да направиме сето ова во еднина да функционира? Бидејќи ако некои прописи во минатото не се
почитувани како сега еве овие измени во иднина да се почитуваат? Со притисок врз институциите максимален и надеж дека институциите ќе почнат да функционираат нормално, затоа што ние имаме во одредени сегменти нефункционирање потполно на институциите и тоа е проблемот всушност, еден од големите проблеми не само за урбано зеленило, туку и воопшто за Македонија. Да. Добро, ајде малку, госпоѓа Поповска, да поразговараме за она што се други актуелности што се случуваат во државата на политичката сцена, имено нешто што веќе подолго време трае, што е главна тема преокупација, тоа е европскиот пат на земјава, продолжувањето на преговорите или за некои почнувањето на преговорите, бидејќи имаме и дилема за тоа дали веќе сме во преговарачки процес или тие се почнати. Сето тоа знаеме дека треба да продолжи со метнувањето на бугарите во Уставот за да почне отварањето на поглавјата, нешто што ми се чини мене, а и на дел од јавноста, дека сме заглавени во тој процес, дека моментално не можеме да тргнеме понапред или не може да се изгради консензус околу ова прашање. Како гледате вие на тоа? Гледаме дека власта и опозицијата се закопани во своите ровови, власта бара од опозицијата да го смени мислењето, опозицијата вели дека нема шанси тоа да го направи и сето тоа се разбира врз грбот на граѓаните на земјата. Па сето тоа е погрешно закопано, погрешно направено и сега криво дрво тешко дека ќе го исправите. Не се исправа криво дрво, туку треба да се бара чаре во некои други услови, на друг начин комплетно да се реши. Во моментов јасно ви е и вам и на сите ни е јасно дека ова нема разрешница. Не е тоа закопаност во рововите. Тој што направил некои гестови, што наивно преговарал, инсистира на тоа дека тоа е решението и дека може да биде решението. Тие кои што не учествували од почеток биле против тоа, нормално е што велат сме биле против тоа и сега сме исто така против тоа. Значи нема тука наоѓање консензус на овој план. Меѓутоа мислам дека треба малку да се одвоиме од изборите. До изборите јасно ни е дека нема ништо да се случи. Ќе треба да се дистанцираме еден чекор по изборите и потоа да се направи една сериозна анализа што е можно, што е реално, што не е реално. Гледаме дека и во политиката ништо не е вечно, нема издлабени во камен правила. Практично ние сме сведоци за жал на еден распад и на меѓународниот систем на норми и стандарди во кои што многу сме верували и многу е потребен, на сите ни е потребен за едно нормално функционирање на светот. Потребно е почитување на тој меѓународен светски поредок, но гледаме дека и тој се распаѓа по сите шевови пука и во такви ситуации колку си помал, толку повеќе може да те заболи, толку помалку си битен во тие големи игри и во моментот нема решение според мене вака како што е поставена ситуацијата. Ќе треба да се направи нова анализа и ново рекомпонирање на состојбите. Во меѓувреме се најавуваат и промени на начин на гласање, промени на тоа кој ќе станува кандидат за членка во Европската Унија, редефинирање на самата Европска Унија. Мислам, господин Резвановиќ, дека ќе треба да се причека да видиме што ќе излезе од големата политика и да видиме во сето тоа каде можеме ние да се провреме, каде да одиме по својот пат, за кој што мислам нема дилема дека е европскиот пат. Тоа е, тука нема разумен, реалистичен човек кој што не би го посакал. Меѓутоа, на ваков начин, вака како што е трасиран под наводници со овие уставни измени и посебно со протоколите кои што се многу наивно испреговарани, многу наивно подпишани и уште понаивно и непрофесионално се третираат како да се сериозни, а не се ратификувани во Македонското собрание. Тоа е спротивно на нашиот устав. И за тоа имам и пишувано, тие според мене не се валидни.
протоколите кои што се подпишани со Бугарија, едноставно кои што се базираат на договорот, наводно на договорот, не се валидни, а самиот договор со Бугарија за пријателство е прекршен од страна на Бугарија по многу основи и за тоа имам исто и анализирано и пишувано, немаме време сега да ги анализираме детално, така што мислам дека треба едно редефинирање на сите тие и документи и однесување и пружање искрено рака едни со други внатре во земјава, да се договориме што правиме, како правиме и исто така кон надвор, кон нашите соседи, еден човечки однос да се воспостави, затоа што вака како што ова е еден нехуман однос што ни се прави и едно малтретирање на целата нација, кое што создава многу фрустрации, многу поделби и дефинитивно ништо добро не ни носи. Да, многу сме зборувале за тоа, за специфичноста на македонскиот пат на евроатлантските интеграции, кој се разбира дека не е ист како и со другите земји, проткаен со многу неправди, ајде да речеме, многу различни процедури низ кои поминувале останатите земји. Тоа веќе е доста дебатирано, се разбира, но реалноста е таа. Не можеме да излеземе од оваа кожа. Вие зборувате за нашиот пат, но проблемот е што македонските политичари 30 години не успеа да изградат еден добар систем на владење, еден добар пат за земјава, ајде да речеме, каде што тогаш граѓаните не би ни морале да толку да инсистираат на влегување во Европската Унија, туку тоа би било прашање на избор, но за жал ние сме тука каде што сме. А кога вие велите да почекаме, тоа значи продолжување на, некои би кажале, продолжување на агонијата, која граѓаните гледаат спас во Европската Унија. Но од друга страна, тоа што вие го велите дека е погрешно испреговарано, исто така тоа е исто дебата, но она што го кажуваат... Со добра намера, веројатно, меѓутоа многу наивно. Да, но тоа што го кажуваат европските челници е дека многу е тешко, или дури директно кажуваат како Борел од Скопје, каде што кажа дека нема да има друг предлог или подобар предлог или подобра рамка, бидејќи таа е донесена со консензус со Бугарија. И сега прашање дали може некој да ја натера Бугарија да попушти или да го смени мислењето од оваа точка понатаму. И многу е малку да се, веројатно да се мисли дека може да се испреговара нешто поинаку од ова. Јас мислам дека многу работи, затоа реков, не се вклесани во камен. Го спомнавте господинот од Европската Унија. Знаете, ние во овие години сведочевме на пат на вербата во авторитети. Ние сакавме и секој сака да има авторитет во кој што ќе верува, некој чие што мислење ќе му значи, ќе го следи, не како идолопоклонство, меѓутоа како еден, како да речам, надеж дека еве разговараш со сериозни луѓе, ако договориш, ако си пружиш рака, дека тоа така ќе биде. Знаете, по преспанскиот договор, по таа голема измама што ни ја направија Меркел и Макрон, тоа се политичари од голем формат. Меркел е еден од најсериозните политичари на векот, можеби на столетието. Жена со несомнено високо реноме и големи заслуги за човештвото, јас би рекла. Многу сериозни потези има, она направено мудри. Меѓутоа, кога таа вети дека ќе се отворат преговорите, а не со Македонија, не се стори. Кога Макрон тоа го вети, а не се стори, а двете се беа велесили и се велесили и од нив апсолутно зависеше дали ќе се отвори или не. Не може никој да ме убеди дека Бугарија со сите незини проблеми што ги има и на внатрешен план, па и на надворешен план, дека е доволно мојкина да наметне вакви ненормални услови какви што ние сега сме подпишали и сме прифатиле без поддршка на овие сили и без некакви внатрешни интереси на овие големи сили. Така што мислам дека припад на авторитети, на такви авторитети, на големи земји, веќе кој што да рече не му тежи зборот. Тоа што некој рекол од Европската Унија сега во моментот е на висока функција, па рекол тоа нема да добиете подобра рамка, мене не ми значи ништо, јас не му верувам. И не му веруваат ни граѓаните. Затоа што и кога велеле дека ќе биде нешто добро, не излажале.
Зошто да веруваме сега кога велат нема да биде ништо подобро? Пак не му верувам, оти видов и доволно сум стара да видов многу работи што не сум можела да ги замислам дека ќе се случат, па се случиле и убави и неубави, нели, во двете насоки, така што се надевам дека сепак имаме доволно аргументи и доволно ум ќе имаме да смениме некои состојби, затоа што самото внесување на бугарите во Уставот, кој што е посебен проблем и за кој што би требало цела емисија да се дискутира, и мислам дека е многу наивно свеќањето дека тоа ништо нема да ја чини Македонија, тоа значи редефинирање на Македонија по многу основи според мене, но самото тоа е невозможно и нема самото тоа не е нешто што ќе биде крај на маките наши. Апсолутно ништо нема да значи и да ги внесеме бугарите во Уставот. Ке имаме уште еден свечен момент на започнување втор дел од преговорите, меѓутоа тоа нема ништо да смени понатаму за нашиот европски пат. Тоа е моето убедување, може би грешам, меѓутоа затоа мислам дека не треба да влегуваме во нови стапици, да си ставиме нови пранги на нозете, да причекаме во некои понормални услови. Гледате дека врие целиот свет, гледате дека се распаѓа она што реков целиот светски поредок. Што е ова што се случува помеѓу Израел и Газа? Дали е тоа нормално? Дали е тоа нормално? Две нации кои што имаат трагична историја, и едните и другите, и со кои што сме сочувствувале и со болката и страдањата историски и на едните и на другите, сега се убиваат безпоштедно, гинат деца, гинат жени, гинат цивили. Нема оправдание тука. Дали помалку боли болката на една мајка кога ќе го убијат детето, дали е палестинка, дали е израелка? Има ли разлика во болката? Има ли мерка, тежина, кантар за болката на мајката? Нема. А се случува и светот оди во една, јас велам како техничко лице, се зголемува ентропијата, хаосот на светот и оди без трага. Тоа се случува со војните, тоа се случува и со климатските промени. Едноставно, што посебно ме загрижува како екологист, но и тоа е исто така тема сама за себе за посебна дебата. Значи, имаме еден распад на меѓународниот поредок каков што го знаевме до пред известно време. И во таква ситуација треба да си го зачуваме умот, да најдеме сили, да се сакаме малку повеќе меѓу себе во оваа наша мала Македонијичка, малку повеќе да се почитуваме и да причекаме на мирен начин да помине овој период со избори и потоа да најдеме начин да соработуваме како луѓе, како комшии, како сограѓани. Да, добро, и за крај, еве, тука не би имал што да додадам на ова што го кажавте, мислам дека тука нема ништо да се дебатира. Во Оману се одржа една меѓународна конференција за улога на историски личности во историја, во колективната меморија. Тамо е по повод 145 години од раѓањето на Димитрија Чуповски, 5 години од смртта на академик Блаже Ристовски, вашиот татко. Како ја доживеавте ова конференција, кои се пораките? Пораките се дека е многу важна улогата на секој еден поединец кој што има некакво општествено влијание во општеството и во државата. И дека секој еден поединец има одговорност да направи максимум за да придонесе онаму каде што може, каде што Господ, природата му дала капацитет и можност да придонесе. И не треба да оставаме други да ни ги решаваат работите, туку секој треба да работи на своето поле онаму каде што може. Како што Чуповски во време кога не постоела македонска држава, кога била поробена, кога се грабале за територијата македонска, кога во тоа време имал сила да изнедри, да се жртвува, што се вика, и да го посвети животот за Македонија, па го формирал македонското литературно другарство, различно од бугарското, српското, грчкото во Сент Петербург, која што била една од европските престолнини во Европа и центри на дипломатија, и од таму да лобира за развој на за концепт за македонска нација, заедно со Мисирков, заедно со Наце Димов и со други македонски интелектуалци, да ги постави темелите на македонската национална програма, но и темелите на она што понатаму израснало во македонска национална, во македонска научна
мисла и она што е ману денеска. Тоа се темелите на ману, практично се смета тоа македонско научно литературно другарство, кога тој можел во тотално навидум безизлезна ситуација да се бори, да верува дека мора да работи затоа што е тоа негов идеал и тоа е негова мисија и се посветил на тоа целосно. Ако можел татко ми во време на Милошевиќ, кој беше страутно јак во поранешна Југославија, во време на распад на Југославија, заедно со други колеги од експертската влада, да се бори да спаси секој едно детенце, да не оди, да гине по боиштата на ЈНА, кога ЈНА не стана ЈНА, туку беше, се претвори во војска на Милошевиќ и неговите претензии нереални. И се обиде на тој начин да ги спаси и заедно со колегите од таа експертска влада да ги стави темелите на независна Македонија. Значи, секој треба во одреден историски момент да го даде својот максимум, да не жали за време, за сила, за напор, за жртви, за да придонесе онаму каде што може. Како што секој лекар етичен, верувам дека се бори да спаси човечки живот, да помогне каде што може, каде што учител се обидува да му внесе што повеќе знаење и позитивни особини и да го мотивира да биде добар човек, еден ученик. Секој на своето работно место може да придонесе. Мислам дека ни треба многу свест за својата лична одговорност во рамките на општиот хаос и на национално ниво, па и на светско ниво. Една капка добрина, практичност, позитивност, нешто добро да придонесеме. Мислам дека ни треба многу повеќе, а за тоа ни треба да се чувствуваме, да се почитуваме едни со други кога сме различни, кога нема да се согласиме. Ние нема да се согласиме за многу теми овдека што ги дискутираме. Меѓутоа, самата почит и сослушување е веќе вовед во една блискост, каде што во некоја друга прилика ќе се споиме и ќе некоја заедничка мисија ќе истераме заедно, нешто добро ќе придонесеме. Мислам дека треба да работиме на јакнење на социјалната кохезија. Во моментов најјако тоа може во граѓанскиот сектор да се направи. Кога сме можеле во македонското женско лоби да се споиме жени од различно етничко, верско, политичко потекло и да направиме едно мало чудо да внесеме многу измени, комплетни измени во законската регулатива, кога прашањето за правата на жените било тотално маргинализирано. Квоти, родови квоти, изгледаше тотално надвор од умот. Ние успеавме со аргументи, логично, достоинствено и заеднички сплотено, како пријателки, како соборки, да го успееме тоа. И тоа надминување на граници, етнички, верски, политички, тоа е толку важно, посебно за мултикултурни средини, каква што е Македонија и какви што се всушност сега сите средини во светот. Светот е мешан и таков ќе остане и само треба да научиме да се сакаме и да се почитуваме повеќе едни со други. Господи Поповска, ви благодарам на ова интервју и да завршиме со оваа, ајде да речеме, благородна порака. Благодарам за разбирање. Ова беше Лиљана Поповска од Зелениот институт.